Почитувани медиуми, најнапред, пред да почнам со официјалниот дел од пресконференцијата, да им го честитам на сите граѓани од муслиманска вероисповед празникот Рамазан Бајрам, нека имаат мир, благосостојба и среќа во нивните семејства и нека уживаат во овој ден. Потоа да им го честитам успех на ракометарите на Вардар и да започнеме со официјалниот дел. Почитувани граѓани, дали Зоран Заев формира советнички тим кој треба да помогне во реформите или формира криминален тим кој треба му помогне како да испокраде целата држава и народ? Дали граѓаните плаќаат луѓе експерти или плаќаат луѓе измамници, насилници, криминалци, водители на фестивали, кого уште не да седат до него и да го советуваат? Ова се прашањата кои се наметнуваат после информациите кои кружат во јавноста за советниците што си ги плаќа Зоран Заев со парите на граѓаните. Постои сериозна загриженост дека советникот на Зоран Заев за урбанистичко планирање и градежништво Андреј Манев бил кривично пријавуван и гонет за дела поврзани токму со градежништвото. Потенцирам, дела со градежништвото, сектор за кој сега го советува Зоран Заев. Андреј Манев ќе биде плаќан со народни пари и неговата плата ќе биде 40.000 денари. Почитувани, каков експерт е Андреј Манев во областа на урбанизмот и градежништвото, и со што е тој најповиканиот за местото советник? Дали неговата професионалност или можеби нешто друго било пресудно за неговото ангажирање? Почитувани, го прашуваме Зоран Заев да одговори дали е точно дека против Андреј Манев во 2012 година била покрената кривична постапка во која Манев бил гонет за градење, изведување на градба или вршење надзор без или спротивно на одобрение. Дали е вистини дека ова можеби не е негово прво кривично дело во кое што самиот Манев бил замешан? Дали истиот Манев и во 2009 година бил дел од кривична постапка во која се гонел за злоупотреба на службената положба и овластување? Пресудна ли била вмешаноста на Манев во дело од областа на градежништвото и урбанизмот за негово ангажирање на позицијата советник на премиерот во делот на урбанизмот и градежништвото? Дали евентуално за ангажманот на сомнителниот Манев било пресудно тоа што неговата сопруга е председател на судот во Куманово, каде што не се постапува по предметот во кој Заев се товари за подкуп на избори, а претходно беше ослободен од обвинението покренато од Виктор Цветковски? Што е следно? Дали Зоран Заев ќе ангажира Сонја Николовска тат како советник за банкарство и штедни влогови? Или можеби ќе ангажира Светлана Чочоровска Полетан како советник за сузбивање на трговија со дрога и организиран криминал? Некадарноста на оваа влада секој ден се повеќе излегува на површина. Зоран Заев и СДСМ мора веднаш да си заминат. Метлата мора да заигра за целата влада, се останато што прават е фарса и театар за граѓаните. Благодарам на вниманието.